пирова победа на режимот. Јас како председател на Левица оваа вечер ќе упатам честитки само до кандидатите во Кичево и во Брвеница. Тоа значи дека нашата македонска платформа дава резултати доколку се обединиме. За разлика од нив, сетете се што и направија на Јована во Струга. Ако треба да опишам во еден збор како помина вториот круг, тоа е ВМРО стагнира, Левица дуплира. Од првиот круг Орце од Драчево има освоено плюс 3.500 гласа, што е само 3% зголемување, додека Амар од Чаир има освоено плюс 30.500 гласа, што значи 100% зголемување. Ова само покажува дека опозицијските тенденции веќе се престројуваат позади Левица. Од втора партија на ниво на цело Скопје, вечерва обзнанувам дека сме прва партија, дури и пред ВМРО ДПМН во центар, во Карпош и во урбаниот дел од аеродром. По кој знае кој пат, балистичко-врховистичката коалиција потврли и вреди ги зафркна ДПМН на секаде каде што очекуваа нивни гласови. За возврат на кусогледоста на Мицкоски, Курбан отиде Западна Македонија. Патриоти, продолжете да си го гласате Мицкоски. Во поглед на неопределените, ќе кажам дека 66% од нив не излегува на глас. Тоа е многу неинтелигентно решение со ваков изборен модел. Или да објасниме пластично, 2/3 од скопјаните не гласаа, 1/3 гласаа. Од тие 1/3, само 1/5 одлучија за сите нас. 20% ВМРО-вци ќе ви ја стават чизмата во наредните 4 години. Од тука апелиравме дека неизлегувањето е неинтелигентно решение и тоа се покажа во пракса. До гласачите на СДСМ, ве пуштија низ вода. Ја предадоа Струмица и Карпош, предадени сте од корумпираното раководство. Престројте се позади нашиот бајрак за да ги победиме ДПМН на наредни парламентарни избори. И последно, до левичарите. Зарем мислевте дека со 16.000 евра на Фейсбук можеме да победиме Ламја, кое што вцица преку милиарда во овие избори? Тие ги имаа милиардите, ние им се спротиставивме само со едно брендирано комбе. Ви ветуваме дека ќе имате пекол во собранието ако не го измените изборниот законник и ако не ни дадете член во Државната изборна комисија. Амар е новото лице на Левица, Амар од обичен левичарски воин вечерва стана специјалец. Од тука Амар е предводникот на пасокизацијата на СДС на ниво на град Скопје. Борбата продолжува, да сте ми живи и здрави и му давам збор на оној некој што требаше да му го давам. Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, мое почитувано Скопје. Во изминатите 2 месеци постигнавме нешто што не можевме ни да замислиме пред 2 месеци. Во создавањето на ова движење, кое веќе го имаме низ улиците на Скопје, во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за иднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку. Затоа јас сум неизмерно благодарен на сите наши активисти во изминатите 2 месеци кои беа на улиците, кои агитираа помеѓу нашите сограѓани и кои помагаа на нашата кампања. Уште од самиот почеток на кампањата целта ни беше преку јасни пораки и човечки пристап да воведеме нова политичка култура на комуникација, на надеж и на убава енергија. Тоа успеавме да го направиме, еве сме, тука сме, успеавме да ја пробудиме енергијата во град Скопје. За жал, видовме на самиот крај дека имаше обид од страна на владачката авторитарна ВМРО ДПМН да го смени сето ова со нивни методи, но не успеа да ги обесхрабри скопјани кои во толку голем број покажаа дека не е толку јасна
позицијата на владеачката партија како што мислеа. Тоа значи дека во следните 2,5 години Скопје само дополнително ќе се мобилизира и на парламентарните избори левица ќе претендира да биде прва партија во Скопје. Сакам да се заблагодарам на сите гласачи на левица, кои од циклус во циклус веруваат во ова што го правиме и нивниот ентузијазам се преслика во една долгорочна лојалност кон левица, затоа што сметаме дека заедно со овие луѓе ја делиме визијата која ќе ја создадеме допрва и тие ни ја даваат енергијата која имаме за да се спротивставиме на оваа ламја режимска. Сакам да се заблагодарам на сите неопределени кои сепак се одважија и излегоа да гласаат. На вистина не е залудно. Со ова покажавме дека иднината во Македонија е многу посветла неголи што сметаа дека ќе биде владеачките партии. Иднината е светла затоа што ние сме пробудени и се повеќе и повеќе ќе го чувствуваат нашиот одговор. Сакам да им се заблагодарам и на гласачите на СДС. Сметам дека браната е пукната и сметам дека ние сме вашата опција. Ве повикувам да останете зад контингентот на левица, затоа што левица е опозицијата на ВМРО-ДПМН. Тоа го гледавме во собранието, години и пол дена тоа го видовме и на овие избори. Ве повикувам да останете зад левата опција, за левиот блок да се консолидира и да може на секој можен начин да му задава удар на режимскиот ВМРО-ДПМН. Сакам да им се заблагодарам на оние кои гласаа за независните листи и сега го дадоа гласот за нашата опција. Навистина ви благодарам за тоа што сметаме дека заедно со вас делиме желба за подобар град и за подобра држава и ова само ќе биде почеток на соработката која можеме да ја оствариме. За крај сакам да се заблагодарам на сите кои ја следаа оваа кампања, но можеби до крај нема храброст, можеби се колебаа до крај да излезат. Ви благодарам и вам затоа што вашето колебање ние го ставаме на себе како одговорност за следните 2,5 години и вас да ви извадиме на гласачките кутии. Јас можам едно да порачам, после оваа изборна трка, особено после се тоа што се случи во град Скопје, ние ќе се вратиме во парламентот уште посилно. Сакам да порачам на сите 60.000 луѓе кои го дадоа гласот за мене оваа вечер. Следните 2,5 години имате глас во собранието. Јас ќе бидам вашиот глас, јас ќе бидам гласот на ова движење кое го создаваме. ВМРО-ДПМН ќе добие уште пожестока борба од понеделник, а ние создадовме историја. Ова ќе се памти и ова само ќе биде предвесник на она што можеме да го гледаме во иднина. Град Скопје доби нов градоначалник. На Скопјани им го честитам изборот за новиот градоначалник. Тоа што можевме да го кажеме, веќе го кажавме во изминатите неколку месеци, изминатите години, кога гледавме како градот ни пропаѓа, но нашата желба за борба и нашата надеж нема да пропадне. Таа допрва ќе се буди и ќе се разгорува и Скопје ќе биде црвено. Ви благодарам многу. Дали имате прашање? Доколку немате прашања, ви благодарам многу за присуството и ова беше наша борба, наша приказна за нашето Скопје. Ви благодарам многу. Браво, брате. Хвала ви, дечки.